Почитувани медиуми, како пратеник кој го гласаше во Собранието на Република Македонија, СЈО, и како пратеник во следниот парламентарен состав, сакам јавно да кажам дека во мене денеска постои длабоко разочарување, затоа што ова СЈО или специјално јавно обвинителство веќе зема страна и за мене од денеска е ова селективно јавно обвинителство. Не случајно селективното јавно обвинителство доаѓа во Охрид со ваква хајка на компрометирање на угледни фамилии и активисти и членови на ВМРО ДПМНЕ. Охрид на предвремените парламентарни избори го даде недвојбено гласот на политиките на ВМРО ДПМНЕ и извојува одлична победа со над 2000 гласови победа над СДСМ. Фрустрацијата е евидентна кај Заев и неговата политичка болумента и затоа почнуваат хајка. Избори следат за 2 до 3 месеци локални. Охрид повторно ќе го даде гласот за ВМРО и затоа се сите овие притисоци кои ги прави селективното јавно обвинителство. Да знаевме дека ќе имаат селективна правда и селективна работа, никогаш немаше како пратеник да го притиснам зеленото копче. Тие ниеден документ не извадоја за криминалните работи на Социјалдемократскиот сојуз и на нивниот двојно аболициран криминалец Зоран Заев. При очи слепи, при уши глуви. Видовме Зоран Заев бараше во неговиот кабинет мито од над 200.000 евра. Едно за црквата, едно кај неговиот гувернер на приватната банка господинот Вице. Или тоа не е кривично дело. СЈО треба да работи транспарентно, да работи во правото и да го сочува угледот на граѓаните. Од денеска Охриѓани ќе кажат не на селективно јавно обвинителство и нема да бидиме повикувани, уценувани со закани. Ние не сме криминалци. Јас како човек цел живот сум донирал. Сум донирал крв, сум донирал хуманитарни часови, сум донирал на лица со посебни потреби. Повеќе пати сум донирал на сопствената партија, од сопствени средства. Кое е правото на господјата Катица да ме повикува како парламентарец? Сведок, може би обвинет за лични средства и лични донации. Ова е срамота. Ке се борам во парламентот СЈО да биде минатост. И ке го кинеме СЈО, затоа што ова не е како што треба. И да разберете, и цела македонска јавност да разбери. Од Охрид секогаш ВМРО имала победа. И од Охрид ќе има, ако треба, и граѓанска непослушност, затоа што сите овие луѓе се домакини од угледни фамилии. Вчера и засношти се посетувани граѓани, наши членови, активисти, донатори. Полиција му ги има носено овие покани. Значи, ова е правен преседан. Ако се вика на судско рочиште, сведок, обвине, тоа треба да го прави судска служба, не како 47 година во информбирото навечер да доаѓа полиција. Ова е срамота. Срамота. Ова е вон уставна категорија. Специјалното јавно обвинителство е вон уставна категорија и ќе се бориме вакво како што е да го кинеме. Срамота.